Како и секое утро, и ова утро го започнувам со еден осврт кој што треба да ја резимира меѓународната политика, а за тоа на ваше задоволство во студиово сум ги привел колегата Дејан Андоновиќ, добро утро Дејан, колешката Жанета Скергев, добро утро Жанета, а и колешката Тања Милевска во Брисел не чека на линк за да и таја во еден момент ја вклучиме за да направиме една целосна сеопфатна слика за тоа што всушност се случува со светот и векот, особено во услови на оваа, како да кажем, една голема европска војна криза која што прилично неочекувано нас најде сите пред колку денови Дејан? 72 ден. 70 и Мариупол се уште не е до крај освоен. Азовстал и натаму траат борбите, ме потсеќа на многу онакви војни и пред 20 години кога американците влегуваа во Басра, влегоа, не влегоа, и во Алепо влегоа, не влегоа. Азовстал е веројатно, ако добро прочитав, најголемата железара веројатно во Европа, огромна со своје пристаниште и така натаму. Таа секако воено ќе падне, бидејќи нема што сега обкружена и така натаму, таму има подземни. Но што понатаму? Меѓутоа мислам дека толку темелно е разрушена што самата таја да се ревитализира, веројатно ќе требаат милиарди, и кој знае кога би можела да се. И многу години предпоставам, и не верувам и дека ќе прават челичарница, бидејќи тоа е стварно голем простор. Но читав од тој челик што се е изградено во последните десетина години, од мостот во Дженова, оној што се сруши до не знам секакви, бидејќи па таа е сепак европска челичара и нејзиниот извоз оди многу и на европскиот континент, не само за овие потреби на Азија и така натаму. Одеше во Русија, мислам и во Русија одеше така да. Но ајде да тоа да не зборуваме, значи се случува таму дека вчера излезе едно траурно на Телеграм известување од командантот на Азовскиот полк или батальон кој е засолне таму, дека руските војници или трупи или специјалци или чеченци или веќе не знам што се влезени по ходниците и прашање е на време кога ќе падне, ќе се предадат мислам ќе бидат заземени, еве помина 24 часа, се уште траат борбите, очигледно ќе се оди на варијантата да се изгладнат и сами да се предадат и да излезат, бидејќи таму нема само војници, има и цивили. Има нешто и цивили, да, за денеска е повторно некој коридор да се отвори, меѓутоа тие се неуспешни договори. Се со цел, само да кажем дека веројатно Путин ќе сака ова да го прикаже на 9 мај како е една голема победа. Па ако биде тоа големата победа со која ќе заврши војната, можеби нешто да покаже. Нека прогласи што сака да. Бидејќи ние не видовме освоен град реално. Вчерашната важна вест во сите овие, да кажеме, една цело наплив од вести секој ден Украина е дека излегува информации дека американците наводно помогнале околу лоцирање на оној крстосувач Москва и така натаму, после што следуваше потопување. Морам да признам дека иако се занимаваме со информации, новинарство и еве долгогодишно ги следиме состојби, малку ми е чудно зашто баш Сабајлево, односно синоќа ја темпираа таа информација, имено NBC излезе со податок дека од официјални извори добиле информации дека американските разузнавачи им помогнале во лоцирањето и координатите на рускиот. Па добро, Дејан, јас и ти малку поразговаравме, и женета е тука онокаво бродиште, ја не знам што е толку неопходно, бидејќи тоа го гледавме и на Google, мислам, каде се движи, што се движи за една војска. Разбирам оние обвинување дека наводно биле учествувале со тајни информации кога се лоцирале, мислам 12 генерали загубија русите. Тоа ми е повеќе јасно дека тука можеби треба некаква прецизност, но на Москва која што беше флекшип брод на рускава морнарица, што координати треба врзана за пристаниште во. Први сакам да кажам дека и да не го признаја, тоа ние знаеме дека разузнавачките служби пред се британското разузнавање е многу ангажирано, но и американското, у секоја манџа запрегашка што викаат, што велат, помагаат, ова и официјално беше потврдено дека они дале координати, дале каде е што е, но не учествувале во одлуката дали да се стрела со проектилите Нептун така
наречени, кои се подводни, кои се нова технологија. Не беше погодена од проектили. Погодена била од проектили Нептун и NBC, она што успев да го видам, и официјални представници рекоа дека се оградуваат од тоа. Они помогнале, но не учествувале, бидејќи не сакале сега дополнително да испадне вмешаност на САД. Но доколку ова сепак и официјално ќе видиме како во текот на денот, бидејќи официјално велат дека учествувале, ќе видиме што ќе биде официјална реакција на Москва. Не дека руското разузнавање не знаело. Знаело кој што се разбира. И Жанета, тука сакам малку кратко околу целата една, како да кажем, правна димензија на оваа војна. Прво, од една страна русите не признаваат дека се во војна, туку дека спроведуваат војна операција. Меѓународното правниот аспект на тоа би бил веројатно дека со тоа не би признавале ни евентуални репарации, друг вид на вини, војни злосторства и така натаму. Од друга страна, како што се случуваше, Жанета, и во Втората светска војна, и тогаш американците, кои многу доцна се вклучи официјално во 43-та година во војната, ја помага, да кажем, Европа и не само Европа со оружја, разноразни, се разбира, храна во тоа време и така натаму. Черчил дури беше на крај на нерви, зашто Рузвелт не се вклучува во војната и така натаму. На исти начин како што сега американците во Конгресот прават овие лизинг договори за помагање на Украина, но официјално не влегуваат. Сега е компликацијата плюс и со НАТО се разбира, бидејќи кога тие би влегли цело НАТО би се вклучило, но сакам да кажем тоа е таа една комплексна правна ситуација, тоа е поврзано и со овие разузнавачки информации и неинформации. Конечно само да подсетам, во Втората светска војна всушност Хитлер ја спаси оваа коалиција антихитлеровска, бидејќи тој им објави војна на американците, а не американците на и после Перл Харбор и така натаму. Што беше клучно да го загуби војната. Како на ова се гледа во Лондон, бидејќи британците се едни од најактивните вклучени во помагање на Украина, се разбира, а не само со разузнавање, тие се прочуени. Британците се вклучени активно и со разузнавање, меѓутоа не се толку и се активно вклучени и воено, меѓутоа не онолку колку што би сакале. Кои би сакале? Британците или украинците? Колку што би сакале украинците. Украинците цело време повторуваат дека во реде поддршката и се, меѓутоа дајте ни оружје. Има еден интересен сет ова што го зборуваш за распоредот на силите во Европа и за начинот на помагање. Разузнавањето е фантастична работа, многу голема помош добија украинците заради тоа што знаеа за многу напади, каде ќе бидат изведени, како ќе бидат изведени, меѓутоа Зеленски цело време повторува дека нив им треба оружје. Вишеградската четворка тука почна да одигрува многу поголема улога отколку Франција, Германија, кои до завчера има, британците излегоа од Европска Унија и се трудат да имаат поголема улога во Европа, меѓутоа со Брекзитот тоа место веќе на некој начин се губи и немаат британците онаква улога каква што имаат додека беа во Европската Унија. Вишеградската четворка се Полска, Чешка, Словачка и Унгарија. Тие цело време зборуваа за опасноста од Русија, меѓутоа од поголемите, од западните сили во Европската Унија беа посматрани како некој добро сега овие нешто. Сега се покажа дека всушност биле во право, дека Русија имала и тоа какви намери сериозни кон соседните земји. Знаете, еден колега мој од Полска вели како да се ѕидовите на полските касарни од картони и малку снемува оружје. Оружјето оди, значи никој директно, нели, не признава дека ја снабдува Украина со оружје, меѓутоа од Полска исчезнуваат од касарните огромни количини оружје. Едно од објаснувањата е, Дејан, и дека тоа оружје е сепак и со бивши источни производства, за кои украинците имаат и сервиси, обуки, муниции и така натаму, и дека кога би добувала од овие најмодерно западно НАТО оружје, тие веројатно да би можело да го... Добра шанса, ми се чини сега еден бизнес у бизнес би го нарекол така просто, новите членки на НАТО, меѓу кои е Полска, Чешка,
Унгарија и Словачка, за кои со колешката нема се согласам, Унгарија не предупредуваше за Русија, напротив Орбан е многу близок, бога ми и Словачка кои еве добија грейс период да се купуваат нормално руски газ. Меѓутоа Полска предупредуваше. Полска од секогаш го има тој некој историски. И Чешка и Словачка. Видете, па Полска прими најголем број бегалци од додека другите Британија уште чека да види како и што ќе биде со бегалците. Слушам тие бюрократски истории, слушам на BBC, мајки со деца, роднини кои што со денови не можат да добијат најобични И тоа е исто начинот на кој Борис Џонсон го доби Брекзитот заради тоа што не се сакаше. Ќе се навратиме на Брекзитот, бидејќи ноќеска вчера имаше избори во ден. Идејата беше новите земји членки на НАТО од источниот блок поранешен да го заменат оружјето, тие се влезени во НАТО, имаат веќе НАТО стандарди, НАТО обуки, се уште имаат старо источно источно оружје, би рекол пред се руско, и муниција и се. Познато е дека НАТО има свој калибар на јуричните пушки, своји топови, своји тенкови, све свое, цел еден стандард. Практично што направи Полска? Полска донира 100 тенкови од советско производство за Украина, а добива за возврат од американците и од британците новите британски и американски тенкови. Добро. Ова сепак не води до приказната за санкциите. Пред да ја вклучам Тања Милевска. Тања, добро утро, можеби можеме на зумот и да се прикажеме овдека. Добро утро, еве 7 со двајца колеги и со Жанета Скергаев и со Дејан Андоновиќ. Ја отворивме приказната околу тоа што се случува во најновиве фази на оваа руска инвазија на Украина. Она што го преокупира европското внимание во последниве неколку дена интензивно, иако и пред тоа се најавуваше, е ова постојано залагање за уште санкции. Во тоа има, се разбира, и проблеми, бидејќи сега доаѓаме веќе во ситуации кога се дефинираат земјите кои што не можат едноставно да опстанат економски без некои од енергенците на Москва. Сепак, каква е состојбата денеска, да ја пресечеме во петок, и која е состојбата конечно и на духот меѓу европјаните, а не само на овие пари, бизниси, економии, растови, падови и така натаму? Добро утро прво. Да, значи денеска имаме амбасадорски состанок, чекаме кој што веројатно ќе трае многу доцна до ноќта, од кој очекуваме некакви заклучоци да излезат токму за овие најтежок дел на преговорите за санкциите, а тоа е нафтата. Значи, како што знаеш, Европската комисија предложи укинување на увозот на руска нафта, на сурова руска нафта за во рок од 6 месеци, а рафинирани нафтани производи до крајот на годината, тоа се 8 или 9 месеци. Сега, во тој предлог има изземени се Унгарија и Словачка, на кои што им останат, како што рече Дејан, грейс период е дополнителна година. Меѓутоа, веќе Унгарија и Словачка најавија дека и тој грейс период не им е доволен, така што тоа ќе биде една од темите на амбасадорскиот состанок. Веројатно Словачка и Унгарија ќе бараат уште поголем брок да бидат изземени, но еве се јавуваат и други земји, сега се јави и Чешка, се јави и Хрватска, полека се јавуваат и други источни земји кои што се многу зависни од руската нафта. Не сме ни стасале до рускиот газ. Значи, збориме сега само за нафтата. Така што се очекува повторно жестоки дискусии, предизвикот повторно за Европската Унија да докаже дека е обединета. Што се однесува до другите санкции, како например исклучувањето на Сбербанк од SWIFT системот, не би требало да е проблем. Конфискација на имотот на руски олигарси за повторно да се финансира реконструкцијата на Украина, и тоа не е проблематично. Сбербанк е најголемата нафта. Сбербанк е најголемата руска. Тоа има следни пакет. Да, Сбербанк е најголемата руска банка и таа беше поместена со ова вклучување во санкциите, токму бидејќи преку неа се правеа и трансакциите парични околу набавка на енергенци и така натаму, но како се заоструваат санкциите, така сега и Сбербанк ќе ја додадат на таа сметка. Какво е политичкото расположение, па и во НАТО и во Европската Унија? Прашувам Тања, бидејќи
очигледно е дека русите се обидуваат сега некако веќе да го привршуваат овој воен конфликт. Тие се откажа од тоа дека 9 мај ќе биде заклучниот ден, нели, ако парадата, борба против фашизмот, едно друго, но се гледа дека веќе не постои големо расположение. За мене е сосема, да кажам, крипто информацијата од Русија. Коментиравме и вчера со Дејан дека е Путин болен од рак, па ќе оди на операција и така натаму. Од друга страна и Лукашенко вчера даде за Associated Press интервју, да подсетиме, во кој рече дека е изненаден од тоа колку се одолговлекува војната. Какви се тамошните коментари, Тања? Не би рекла дека се толку оптимистички тука во Брисел. Мислам дека сите остануваат многу внимателни. Повеќе пати веќе се случи да има информации дека Русија е изморена, дека нема капацитет, па сепак некако нели и понатаму продолжува војната, така што Европската комисија продолжува со санкции, уште не го усвоила 6-тиот пакет, веќе најавува и 7-ми пакет. Санкции, јасно е дека расположението во ЕУ и во НАТО е дека тука гледаме кон долга војна која што не верувам дека ќе заврши на 9 мај или до летото. Се најавуваат и самити со САД на крајот на јуни, почеток на јули, Г7, НАТО самит, нов вонреден ЕУ самит во јули. Мислам дека сите се и на крајот на мај, сите се на воена нога, подготвени во секој момент да преземат нови мерки. Што се однесува до расположението на граѓаните, излезе Евробарометарот вчера, целосна поддршка, огромна поддршка на граѓаните на Европската унија, како за хуманитарна помош, така за воена помош и така натаму. Единствен проблем тука би рекла е што европските граѓани во огромно мнозинство бараат оваа војна да нема последици врз нивните сметки за струја, за газ, прехранени производи. Тука ќе треба да се најде. Ако ми дозволиш да го искористам присуството на женета, бидејќи таа е од европските граѓани во студијавот, нели, живее во Лондон и Британија е еден од главните, да кажем, и економски, и воени и секакви други држави кои се вклучени во целиот овој војна турбуленција. Какво е расположението женета во Британија? Што велат луѓето и обичниот светот, и ги следиме медиумите, но какво е ова друго расположение? Прилично негативно, да кажам. Цените никогаш не биле повисоки на основните животни производи. Цените на грејењето, на струјата, на нафтата, на млекото, на лебот, јас не паметам да биле толку високи. Од кога сум таму, а таму сум веќе подолго време, еден живот, што би се рекло. Тоа многумина очекуваа да се одрази и на вчерашните локални избори. Обично тие се на некој начин предупредување до владата. Беа предупредување до Борис Џонсон во Лондон, каде што тој ги изгуби традиционалните. Лондон никогаш не бил расположен кон конзервативците. Добро, ама Лондон беше и средиштето на најголемиот анти-Брекзит отпор, да кажем. Точно. Тој гласаше за Но Европска двете најголеми упоришта на конзервативците, Вестминстер, кој беше ториевски од 76-та година, и Вансворт од 64-та година, или обратно, не ме земајте за збор, меѓутоа со децении стана лабористички. Тоа се смета за голем проблем. Тоа се смета за огромна загуба. Да кажем само дека пребројувањето на гласовите на локалните избори обично се случува денеска. Значи, се случува денеска, нешто ќе трае и утре, многу брзо се случува. Постои некој надпревар во Велика Британија кој побрзо ќе ги изброи гласовите. Тоа е дел од традицијата во Велика Британија, меѓутоа дека е ситуацијата лоша, јас велам, каматните стапки се зголемуваат, инфлацијата се зголемува. Да бидам искрена, јас очекував дека гласачите ќе му пратат со оглед на партигејтот, оние забави кои Борис Џонсон, а истрагата допрва ќе трае, бидејќи тој доби една казна, меѓутоа ќе добива и понатаму.
Но се чини дека и ќе има големи загуби ќе имаат конзервативците, но се чини дека расположението не е моментално за некоја радикална промена на политичката слика во UK, бидејќи кога е криза, луѓето не се баш расположени да разбиваат редови, да разбиваат трендови. Обично. Но ситуацијата е навистина драматична. Тања, само да искористам пред да те исклучиме од ти си имаш свој ден, дописник на Мија од Брисел, една напната, интензивна работа. Што се случува со Македонија на европската агенда? Има некаков збор таму за нас или останавме во вие бугарско-македонски односи? Отигодаме дека американците прилично се активира европјаните? Нема некаков напредок, остануваат на истиот став, се надеваат дека двете страни ќе изнајдат решение, но нема некој голем притисок врз Бугарија, особено сега со новиот проект, новата платформа во Софија за газ, која што е многу поважна од било што друго моментално за Европската Унија, така што не очекувам некој огромен притисок во моментов врз Бугарија. Притисок има врз двете страни да најдат решение. Фокусот е сепак на кандидатски статус за Украина во овој момент. Тоа би можело да ги потурне и другите земји, но Европската Унија е во криза. Благодарам, Тања, за тоа дека Европската Унија во криза ќе ни оставиш простор во наредните недели и по-детално да разговараме. Благодарам на Тања, која што ни се јавува, Милеска од Брисел, дописник на Мија. Ден, ако дозволиш само уште малку да искористам Жанета, бидејќи јас и ти сме секој утро во студио, Жанета сепак поредко ни се приклучува. Жанета, какво е расположението на оно што веќе го спомнавме на британците кон Брекзит? Бидејќи мислам дека помина доволно години и за отрезнување и за зацрстување, сега тоа е готов факт и така натаму, но има ли поместување во јавноста околу мислењата за тоа, бидејќи сведоци сме на низа проблеми, некои од нив и предвидливи, кога ќе се откачите од лукава унија, се разбира дека настануваат разни пореметувања. Што вели јавноста денеска за тоа? Јавноста како полека да сваќа, знаеш што, Брекзитот не беше толку одамна. Се чини дека како да е кој знае од кога, меѓутоа беше пред година дена. Па да речеме 2. Година и нешто. Допрва сваќаат луѓето што се значи Брекзит. И некако успева владата се уште со оглед на сите овие состојби и со оглед на ангажманот на Борис Џонсон кој е поуспешен на надворешен план отколку на внатрешен план да избегнува. Меѓутоа има прилично состојби кои Брекзитот се рефлектира на внатрешните проблеми, на тоа што луѓето чекаат за пасоши по 5 месеци бидејќи нема доволно луѓе да работат. Компании пропаѓаат бидејќи нема доволно луѓе да работат. Ресторани пропаѓаат бидејќи нема доволно луѓе да работат. И сега, најновото од изборите локални, за прв пат ќе дојдат Шин Фейн, националистите на власт во Северна Ирска. Зошто? Заради Брекзитот. Заради тоа што во Северна Ирска со Брекзитот се воведе граница на море. Тоа е таа темпирана бомба која што се уште очукува. Гледам дека британците се почели најавуваат дека ќе го прекршат договорот кој самите го подпишаа. Северна Ирска е темпираната бомба која ќе биде највидлива, а сето она друго за недостигот на луѓе, за она што чекаат британците, што чекаме за еден куп работи, за тоа што пропаѓаат компании, за тоа што нема кој да работи, за тоа што ни во болници, ни во старечки домови нема си отидоа луѓето. Заради тоа што по-ефтино име, поблиску име дома, се смени сликата во Велика Британија на работната сила. Еве сега, јас очекувам, не знам, Дејан може да провери, меѓутоа, мислам дека веќе Шин Фейн победи. После, не знам, тоа е историска победа, тоа е вековна победа во Северна Ирска. Големиот спор во целиот Брекзит всушност се прекршува на
односите мека или тврда граница кон Ирска од Северна Ирска, бидејќи се разбира ирците не прифаќаат да биде границата таква како што кон останатиот свет. Поминува низ населени места, ќе биде ѓаволски тешко. Тоа е толку комплицирано од многу нормална работа, каде што не беше, мислам, тоа е како кога поминуваме ние низ Европа и не ви бараат меѓу Австрија и Германија, ако имате сателитска навигација, единствено навигаторот ќе ви каже you cross the border, сте ја поминале границата и тогаш знаете дека сте ја поминале границата. Сега имате сосема друга ситуација и тоа е страшно. На тензии кои што нели беа прочуени, Шин Фейн не крие дека се бори за обединување на Северна Ирска со Република Ирска. Унионистите се борат за останување на Северна Ирска со Велика Британија. Таму јас предвидувам дека ќе биде Ке се врати историјата. Да чукнам во дрво, меѓутоа таму ќе биде прилично проблематично. Проблемот со Брекзит беше во првите денови тој член што беше од Брекзитот, тој го коментиравме во отворено студио минатото. Па и многу пати, да. Да, но друго сакав да кажам, и шкотите и ирците сакаат да бидат во Европската Унија, наспроти Обединетото кралство или Англија, сега јас не можам да зборам повеќе да знам од колешката, но сакам да кажам дека и шкотите тука гледаат шанса, и ирците преку Шин Фейн гледаат шанса, а вие чим излеговте од Европска Унија, ние остануваме, очекувајќи некаква поддршка од засега трапавата администрација во Брисел. Тоа ќе биде голема приказна. Ќе биде големо прашање, заради тоа што натоложените проблеми начело со премиер кој се повеќе и неговите го држат заради тоа што моментално нема кој друг и ситуацијата моментално е таква што види, нема кој друг, ке се најдат кандидати, нели правевме еднаш Бори Џонсон си весла, меѓутоа, да, така што велеа дека добро, он барем победува на избори. Да. Сега после ова се чини не е толку трагичен поразов на локални избори. Не е толку трагичен. Дури беше и очекуван до известна смисла еден, дека ќе се губи финалните. Оној така наречен црвен зид во Северна Англија кој го освоија лабористите, го освоија конзервативците, а беше традиционално, сега издржа. Меѓутоа, јас мислам дека на следните избори тешко дека ќе издржи. Колеги, мора да застанеме тука. Само да кажем, Лондон го загуби после 44 години и го загуби конзервативците. Да. Тоа е на некој начин голема порака. Голема приказна. Добро,